Секако дека амандманите може да бидат подобри и јас можам да направам и да срочам многу поубави и посуштински амандмани. Меѓутоа, целиот овој процес е продукт на еден многу деликатен и тежок компромис на многу страни во процесот, во кој што е вклучен меѓународната заедница со сите своји потенцијали. Бевме вклучени во изработка на текстот на Преспанскиот договор и бевме сведоци како и во самото донесување на уставните измени, и тоа често го повторувам, како една запирка повеќе или една запирка помалку во самиот текст на амандманите значеше еден пратеник повеќе или еден пратеник помалку во собранието. Значи, овој процес треба да заврши со двотретинско мнозинство во собранието. Двотретинско мнозинство кое што вклучува многу политички партии од многу етнички групи. И за да се срочи текст во кој што ќе обезбеди поддршка на толку многу пратеници, на толку големо мнозинство, мораше да се имаат предвид интересите на сите страни во овој процес. Можеби една грешка во процесот беше дека пребрзо луѓето се релаксираа после 19 октомври, после првото гласање, кога сметаа дека процесот заврши. Напротив, процесот ќе заврши после последното гласање. И се до тогаш има ризици процесот да се наруши и да се оштети. И затоа беше таа вознемиреност на председателот Ахмети, бидејќи сега ме прашавте став на ДУИ во однос на завршувањето на овој процес. Имам чувство дека постои скриена рака во процесот кој што сака да го уништи тој процес. Не би сакал албанските политички партии да бидат, ако и поради наивност или поради недобро снаоѓање во ваквите тешки политички процеси, да бидат перцепирани како делови на таа скриена рака за уништување на процесот. Не велам дека тие се дел од факторите кои што сакаат да го рушат процесот, меѓутоа најлошата услуга што може да им се прави на албанците во моментот е да дадете порака дека албанците го кочат членството на Република Македонија во НАТО. Нема поважен етнички интерес на албанците отколку членството во НАТО. Тоа е поголем и поесенцијален интерес на албанците над секој друг етнички интерес во моментот, бидејќи тоа гарантира дека албанците ќе бидат дел од западноевропското семејство на вредности во кој што тежнеа да бидат со генерации и генерации напред.